До сега сигурно веќе ми го научивте карактерот и темпераментот и тоа дека сакам да готвам малку работи кои се едноставни, не бараат многу вештини и се брзи, но не се помалку вкусни. Денеска два предлога, односно ќе направиме нешто што јас го нареков конус кифли, кој ми дојдоа како инспирација од она, не знам, ви покажав неколку пати во низ емисијата, како тортилјата сакам да ја подготвам, да има слоевито распределен фил. И ми дојде идеја зошто да не направам кифли кои не стасуваат, ќе ги правиме со помош на пецива. Вториот рецепт кој ќе го направам е од инспирација палачинки. До сега ви направив неколку типови на палачинки, а оваа ќе биде дебела палачинка со домати. Тестото во суштина е база на палачинка, меѓутоа ќе направиме убави тркалца од домати, ќе ги подпечеме, ќе ги зачиниме и одозгора ќе им ставиме тесто и е нешто налик фритата, налик палачинка, но има исклучително добар вкус. Ова можеби да е предлог за доручек вечера, а зошто не и ручек во денови кога немате многу време да подготвите нешто по-суштински, кој има по-комплицирани намирници. Ке започнеме од конус кифлите. Конус кифлите се не стасуваат, односно не се прават со помош на квасец, туку се прават со помош на пeciво. До сега ви ги покажав, мислам дека гевреците, кои може да ги направите и се исто толку вкусни, исто толку мекани внатре, сунгерести, а целата поента на правењето на кифли, односно геврец или било кое тесто кое не стасува, е тоа што треба да му дадете малку простор со месење, односно малце повеќе да го месите и да го одмарате на 2 пати по 15 на минути. Знам дека можеби ви е врзан процесот на одмарање на тестото со стасувањето на квасецот, но тоа не е така. Тестото од кога ќе го обработите, од кога ќе почнат да се создаваат сите хемиски процеси внатре, му треба време да се одмори за да делуваат. Значи, глутенот, сите тие гасови да се пуштат внатре, да се подигне, да направи својата решетка и да создадете убаво и сунгересто тесто. За да го подготвиме овој рецепт, потребни ни се кисело млеко. Ќе го правиме со кисело млеко. Мислам така станав досадна зошто кога користам теста кои ги правам со пeciво користам кисело млеко, тоа е ради киселата жичка на киселото млеко. Киселината во киселото млеко, сирењето, крем сирот или било која млечна состојка ќе му даде прв удар на пецивото. Значи пецивото или содата имаат две нивоа на растење. Киселата жичка го активира, а потоа топлината наредната ја продолжува реакцијата, односно подигањето на тестото. Секогаш прво мокри намирници, па суви намирници. Имам кисело млеко и вода. Ќе ги измешам. Ќе ставам малку сок од лимон. Дополнително да му помогне на пецивото. Убаво ќе промешам. Натре ќе додадам малку шеќер. Солени се кифлите, значи не се благи. Ќе ги полниме со традиционално салаки сирење на президе. Класично кифличе со сирење, ама многу интересна форма и многу симпатичен вкус. Ќе додадам сол. Ќе ставам една лажичка. Заради тоа што имаме солен рецепт. Ќе ставам солта директно во течноста за убаво да ми се распредели по целата количина. Внатре оди пецивото. Убаво промешајте. Ќе ставиме една белка. Жолчката ќе ја зачувам за да ги премачкам. Потоа убаво кифлите. Промешајте. Видите како почна веќе да пени. Тоа е заради тоа што лимонот и киселото млеко дојде во допир со пецивото. Тоа ќе направи баш убаво да се подигнат кифлите и тестото.
И почнуваме со додавање на брашното. Јас имам тука 3 шолји брашно, класична шолја, но ќе ги додавам малку по малку, бидејќи тука имате вкупно, мислам дека околу 280-300 мл течност. По правило за меко замесено тесто треба да имате отприлика 1:3 однос, но секогаш бидејќи имаме различни брашна кои различно впиваат, различни состојки, секогаш малку по малку додавајте го брашното за да го контролирате процесот и да имате убаво и меко тесто. Си помогнам со дрвена лажица. Треба да имате убаво тесто кое се меси, значи не е ова нешто налик мафини. Полека ќе го промешувам, полека ќе го додавам брашното. И полека ќе почнеме да го месиме тестото. Секогаш полнејќи го навнатре со воздух и додавајќи помалку од брашното. Го месите 5 до 7 минути, убаво гумено тесто, меѓутоа ова е таа, не знам дали може убаво да забележите, значи треба да остане меко, баш убаво меко, а гумено и ќе го со обработувањето на рацете ќе видите дека ќе започне да се одлепува од страните на садот во кој месите. И на тој начин веќе мислам дека почнува да се формира, но му треба повеќе месење. Го месите 5 до 7 минути, го одмарате 15 минути. Потоа кратко, 1 минута го размесувате, повторно го одмарате 15 минути и следно ќе ви покажам како да ги направите конускифлите. Тестото го одморивме, го премесивме и повторно го одморивме. Следно направете долгнавеста векна, затоа што сакаме да направиме еднакви кифли и малецки топчиња. Тенка долгнавеста векна. Ќе ја пресечам прво на половина, четвртини, за да можам да ја контролирам цело време димензијата на топчињата. И потоа ви треба оваа форма на топче, значи малецки топчиња, затоа што тенко ќе ги извлечеме во вид на пишија и ќе направиме баш многу сладки, интересни кифлички. Убаво ќе ги направиме сите во форма на топче. Мора прво да ги измесите во форма на топче, за да може потоа лесно да ги исукате во правилна кружна форма. Како тортилја во принцип треба да ги исукаме, таа и дебелината, како тортилја кога би купиле. Ова е одлична вежба за фина моторика на деца. Не знам дали имате вие младите мајки, не знам, обичај да си играте со тесто со децата. Знам дека има многу пластелини на пазарот и играчки кои тоа го возможуваат, но тестото е најлесно за да им направите игра по дома, да им ги покажете сите хемиски процеси, како од суви и мокри состојки може да се добие нешто што е гумено и лесно за обработка, а при тоа децата ја развиваат многу добро фината моторика играјќи си со тесто. Моите лепчиња се готови и ова сукало денес. Убаво набрашнете ја целата векничка и прво направете си место или направете си кујна од 25 метра и исукајте тенки, буквално како тортилја. Или брашно. Убаво треба да се набрашнете за тоа да ви биде возможно. И начинот, значи убава кружна форма. И она што сум ви го покажала претходно со тортилите, буквално тенка убава пишија, од центарот ќе направите еден засек. Имаме феноменално, традиционално сирење на президент. Ќе ставиме
на средината, каде што е засекот, и почнувате да го виткате. Кога ќе направите еден круг, ставете уште малку сирење. Долниот крај убаво притиснете го со раце и направите убава конус кифла. Брашната на средина ќе им помогне во слоеви да се испече и ова е таа мала шишарка. Имам тава за печење, секако на карес. Ова е таа тавата што е со решетка, но јас ја користам и за печење на други работи, само странете ја решетката. Имам президент путер, ќе ги измешам, затоа што сакам убаво и да ми замириса и надворешноста, и со помош на коцката путер ќе го измешам маслото и путерот. Го ставам маслото за да не ми изгори путерот. И ставете ги кифличките. На крајот убаво ќе ги премачкаме со жолчка. Уште еднаш само да ја повториме целата постапка, набрашнете ја површината, набрашнете ја векничката, за да ви биде лесно сукањето. Направете си простор и сукајте убава кружна форма, правилна кружна форма. Затоа ви се потребни топчињата, да ги направите сите малецки векнички во топчиња, за да можете лесна кружна форма да направите. Правиме од центарот по радиус еден засек, сирење. Ставете и друго полнење. Сирењето одлично одговара со спанаќот или блитва. Убаво ситно и ситнате ја блитвата или спанаќот. Некаде на половината ќе ставам уште малку за слоевите да ми биде наполнета конус кифличката. И гледате, имате како ружичка форма, убаво притиснете ја со тоа што и крајчето ќе го фатите и формирајте убава конусна форма. Ги направам сите, ги премачкаме потоа со јајце и ги ставиме да се печат од прилика 25 до 30 минути на температура од 180 до 200 степени, зависно дали ќе уклучите вентилатор. Доколку ставите вентилатор 180 степени, без вентилатор 200 степени. Ги направивме сите кифли, ја задржавме жолчката, се сеќавате, ќе ја префрлам во една чинија и ќе ставам малку стопен путер, заради тоа што сакам убаво да ги направам сите кифлички да имаат феноменален вкус. Путерот го зголемува вкусот на се што ќе го ставите, буквално. Посебно президент путерот има баш француска нота. Мислам дека е најквалитетниот путер на пазарот. И многу сум среќна што имаме слична енергија и имаме можност да креираме заедно. Ете вакви. Види колку се убави. Прекрасноти. Убаво ќе ги премачкаме конус кифлите од сите страни. Ќе потамнат, бидејќи го имате јајцето, и путерот ќе ги направи да бидат уште повкусни на надворешноста, ќе закрцкаат малце, внатре ќе бидат меки, ќе зголемат својата димензија. Веќе почнуваат да ја зголемуваат димензијата заради тоа што ставивме лимони, кисело млеко во самото тесто. И ги примачкам сите и последно што сакам да ви покажам дека сакам да го направам. Ета фенси сад за сол. Ставам по малку сол, ставете морска, ако имате голема крупна сол, по некое парченце, за да биде изненадување на секој залак. Во рерна на 200 степени, овој пат јас ќе ги печам без вентилатор. И се гледаме за кратко со вториот рецепт.
Следно што сакав да ви подготвам ќе бидат палачинка, малку подебела палачинка, односно инспирацијата ми е од тестата за палачинки. Го имам мојот сад за цедење, не знам дали сте знаеле, само со подигање цедалката се отстранува и имате убава фенси чинија за матење на тестото. Ќе направиме тесто исто како за палачинки. Меѓутоа овој пат нема да ја користиме на моја техника малку вода, малку брашно. Значи директно ќе направиме палачинката. Една јајца, оди внатре, млеко, ќе става малку вода, значи неколку 2 лажички вода, за малку да го улеснам тестото. Ќе ставам црвен пипер на крајот, меѓутоа ќе ставам во самото тесто, едно чешне лук, ова ќе го изгмечам, за да биде конфетиво и да го ароматизира тестото. Го правам прво тестото, затоа што сакам малку да отстои, како секое тесто, давајте му, дури на палачинките, дајте им некоја секунда време за да се направат сите хемиски процеси, да завршат сите процеси. Малку масло, само малку, за да биде масно тестото, сол, и црн пипер. Ова ни е солено тесто. Имаме маталка и брашно. Дека ги грешив рацете, да. Направете убаво ретко тесто, како за палачинки. Потрудете се да нема грудки внатре. И ќе уклучам тавата. Сега е време. Ви треба тава со капак. Ви треба тава со капак и тоа баш ваква рамна тава, заради тоа што сега ќе исечеме кришки домат и тие ќе ги ставиме од страната, убаво да се потпечат од оздола со сол и со бибер и малку путер, а од озгора ќе ги прелиеме со тесто. Потребен ви е капакот, заради тоа што треба да ја задржи топлината внатре. Во спротивно, горниот дел од палачинката многу потешко ќе се испече, ќе треба да ја превртувате и можеби да ја растурите, затоа најдобро користете тава со капак. Мојата е на карес и одлично се сложува со сите бои во мојот стан. Убаво промешајте и ставете го на страна тестото, заради тоа што ќе ви треба за да ги прелеете доматите. Имам 2 домати. Ќе ги исачам на тенки 7-8 мм. Ајде ќе ви покажам колкави ги замислувам. Еве, ова е тоа. Бидејќи толкаво ќе биде и тестото. Не знам, 5 до 7 мм крупчиња. Тавата ќе ја премачкам со убав пипер, за да му додадам на вкус. Ќе ставам малку масло, за да ми го заштити путерот од горење. И сол. Од двете страни, заради тоа што сакате убав, додајте босиле како ви се допаѓа. Јас сакам само да го имам баш автентичниот вкус на лукот. И малку бибер. Секако посолете ги доматите, заради тоа што имате блуткав вкус ако тоа не го направите. Ставете ги доматите. Направете убава подлога. Пропржете ги убаво, без да ги подместувате, додека не забележите дека веќе формираат убав запечен прстен од страните. Им требаат околу 5 до 6 минути. И тие ќе бидат баш основата, подлогата. Ставам срцето, затоа што тоа ќе биде сочниот дел од палачинката. Ќе направи сега мини сос од оздола. Ќе ги покријам со
капак и ќе им дадам 5 до 6 минути убаво да се запржат, од потоа ќе го ставиме да згора тестото. Пет до 6 минути. Не знам дали може да забележите, веќе сосот малку има испарено, односно веќе си има патлиџано од пропржено, а не знам дали може убаво со камерите да забележите како изгледа од оздола. Еве, веќе е малку потпржен доматот, а останува сочниот дел внатре. И од озгора ќе додадеме смесата за палачинки, убаво по цела површина. Ќе затвориме тавата и ќе дадеме време да се подготви. Значи, ќе треба отприлика 10 минути на средна температура. Ќе видите дека е готова кога од страните ќе почне да се одлепува од самата тава. Ви треба нелеплива тава за да може да го направите овој рецепт и убаво подмачкана со масло и путер. Ќе ги почекаме двата рецепти и се гледаме на крајот да ви ги покажам и како би ги послужила и како изгледаат за еден убав ден, може би викенд. Ова е мојот брз предлог за денеска. Ја направивме палачинката со домати, она што јас би направила на крај за да додадете на вкус и на боја, би ставила малку црвен пипер, ќе се спои со лукот, ќе му даде потежок вкус и малку свеж магданос за декорација. Конус кифлите, не знам дали може да забележите колку фино изгледаат. И на крајот ќе ставиме капка маслиново масло за да засвети. А кифлите, мислам дека не може да си дозволите да ги конзумирате без убаво салакис традиционално сирење или овче употребете, зависи што ви се допаѓа како вкус. Чаша јогурт и совршен доручек. Тоа беше се за денес и се надевам дека ви се допадна предлогот. Мислам дека доколку му дадете шанса ќе стане дел од вашите тетрадки или трпези, бидејќи се подготвува многу брзо, има исклучително автентичен убав вкус, а конус кифлите се прават буквално за 15 минути. Секогаш кога ви се јаде некакво тесто, само замесете го, доколку не можете да ги направите како конус, направете ги како обични топчиња, наполнете ги со убаво салаки сирење и следете наредовно за нови идеи и рецепти. Секој ден во 19:30 на телевизија 24. Им благодарам на Пакет МК, Карес, Президент, што секој ден ме поддржуваат и ги слушаат моите идеи како да креираме секогаш нови рецепти, да бидеме интересни, а да ги полниме вашите тетрадки со нови вкусови. Останете ми добро, а јас само сакам да ви покажам како изгледа една конус кифла внатре и секако да ја пробам. Погледнете како изгледа, значи слоевито е направено тестото, полно со сирење. Има неверојатен вкус, а на вас останува само да го пробате.